Дигна кога требаше да завршиме со реновирање до нова година. Денешен датум е 2 јануари и нашиот дом изгледа вака. И свативме дека домашниот и чаршискиот тесав не се исти не само у пари, туку и во време. Ова не го прават мајсторите? И кои сите лични проекти, дур не влезам целосно у процесот, не иде работата, пошто и најквалитетниот не е најквалитетен ако не си му приоритетен. Не па го прават, ама јас сакам сега да го правам, може да го правам. Али колку спокојно време ми купи тапетов, толку е добар што откако го ставивме, како да ме утеши што е уште хаос. Да немаш светло само. Иначе стварта ми укочи кај столарите и па не ја барам вината у нив, пошто јас сум неспособен да вршам притисок. Со сигурност беше кажано од столарот дека нема да се заврши пред нова година. Кажано беше Исто како што екшели. беше кажано со сигурност дека ќе се заврши пред нова година. И затоа го одбравме столарот. У меѓувреме одлучивме да искричиме цела соба, нели, дуре растурено, да направам нешто што секако би го правил наскоро. Зелено шуготе дојде. Ова не беше по планот. Ова апсолутно не беше по планот. Ама многу се радувам, едва и чекам да се случи. Прв пат после 5 години ќе имам хатче што ќе биде така само мое, што пак ќе си го украсувам и декорирам, ќе биде апла мое. Сум не дека немав досега, ама пак беше со цимер. По желба имам, тогаш можда немав до толку желба. Не знаев со шо, бевме глупости, редев тој да ни текнеше као на полициве. Сме ределе шо све не. Немавме изградено стил. И постепено као што градевме стил, си ги менјавме стварите како што ни одговараат и сега е она комплетно ресет. Денешен датум е 2 јануари и нашиот дом изгледа вака, како што изгледа сега. Тоа на кратко кажува, визуализира дека не завршивме до нова година, што знаевме дека нема да завршиме до нова година. Свативме, да, мислам не беа тоа некои ствари кажани со не само доверба, као нема шанси да завршиме такви ствари, напротив, као цело време си викавме добро, дека завршиме. Као дури последната недела одлучив да не работам ништо друго, тука да се посветам на домот, меѓутоа Македонија, being Македонија, кој знае дали само ќе сигурно сегде се дешава ова. Да, мајстори, генерал. Нема врска, скроз сме лабави што сега дочекавме нова година без да се вселиме и стварно наредно ќе сакаме да се ќе ни биде вселување. Да, мислам, не е никој крив и на нас цело време ни истекнуваат нови работи и ние сакаме со љубов да си го работиме цел процес, дури онака не прашуваат родители и блиски луѓе као абе докај сте цело време. И така малце напорно да го одговараш тоа прашање, Кики малце поише се придржува до тоа, јас сум као... А перса, не можеш да објасниш за секоја нова ситница што си ја... А плюс и секоја недела те прашува докај сте. Што ти е цел декември секој ден не прашува. И уште ноември не прашува. Може. Да, после првите 2 недели беа као докај сте, готови ли сте? И Иван ми најде фора да одговараме процентуално од прилика докај сме до вселување, нели? Цело време само го зголемуваме процентот. Нека ти се намалуваат, вместо да даваме нови работи. Ау, да! Али моментално сме... Колку сме, бе? 76%. Мислам дека ја така кажав последно. Така? Некој од 70 до 80. 76%. Па да, тука сме. Се враќаме сега. А сега пошто го додадовме плафонов. 74. 70. Голем плафон е за поминување. Само нови работи не текнуваат, мислам на гора му текнуваат most of the ствари. Изгледа дечко да сака да се пресели кај нас, да го посвоиме. Ако се додете има работи. Много други луѓе што сакаат. Ама тоа е, он наоѓа начин како да биде посвоен. Некои не се труделе само посвоите ме и толку. И чека да биде посвоен. Седи дома, што чекаш? Слободно, дојди, всели се. Ќе најдеме работа за тој што сака да работи. Има работа. Абе, вие никад не ги запаливме, бе. Чекај, сега ќе потрепкаат. Уште не ми се сетирани светлата. Уште се такви RGB. Сега... Сега ќе трепкаат за секогаш. Ајде една песна. Разгони ми ја душата, покори ми го телото, и звездите ге навезат за нас, срце преку небото.
Ке трепка уште малку. Ке трепка уште и ке доста. помине. Ама нели зборевме и свативме дека тоа што се уште не сме вселени, односно не беше се готово горе, ни доаѓа како бонус заради тоа што ни требаше период за рефлексија, а ни треба и период да се организираме наоколу, а не само да ја направиме истата грешка што ја направивме пред 5 години, а тоа е веќе отепани после 6 месеци реновирање, само ги зедовме сите ствари од чајри, ги фрливме тука и се беше само бля. Снајди се. А ова време можеме да си го земиме за да организираме everything around. Не ми е мене нешто криво дека не сме вселени или... Не за што криво, било туку тука. actually така Немам требало ни да регрец, биде. Немам ни ништо, знам дека така требало да биде, мислам. Тоа. Секогаш ќе најдам фер објаснение, чекај. Не ти го објаснив никога тоа крцкање, ова како е. Твоите зглобови ќе бидат задоволни. Уште трепкаат. Ау да. Неколку причи подоцна. Неколку причи по да, не прек. Тебе те чекав сега. Гледаш, више има. Мислам тапетов уште од пред некое време ние, али гледаме дека се дешаваат ствари, кречење се дешава више, ни дава домов некаква радост. Као зидовиве се искречени. Усвари да, ево се гледа тука зелено. Овие ни се сега празни, треба да ги напуниме пошто ги испразнивме за да се кречи позади нив и све. Ни дава некаква љубов, не радува некако, ни дава некаква радост и мислам дека стварно е фер, многу фер би било да му пружиме и ние малце љубов на него и да го подсредиме барем малце од малце, пошто уште ќе се кречи, треба тек плафонот да се кречи. Иначе доле на влез ливчето ни го извадија негде 25-6 декември мислам и бевме малку тажни што не си го зачувавме, као сакавме да си го земеме, као без разлика да завршиме, не завршиме до нова година, ама не завршиме до нова година, некој ни го зема, валја некој со тоа уште тогаш ни кажа дечки, ако до сега не сте завршиле. Нема да заврши, не лажа. Тоа. Да излажа. А од друга страна ми е многу мило што се отвори место за нови ливчиња да лепат и сме инспирирале некои комшии да направат исто така креативно ливче за организирање журка и многу ми е мило што се журка. Кај да то вија телевизорот што му го дадов на Јордан. Значи од Чаир донесов работи тука. Обично Треба да обратно е. носиме таму. Обично обратно е. Ушпајза? Ајде да почнеме. Да почнеме со користење на шпајзот. Вака не се користиш бајзо. Како што му доликува, како што е научен да биде користен шпајзот. веќе има! А да, Веќе има! почнав, затоа ти кажувам, ти праша кај одат, ја ти кажав. У џунглата. Тоа сватив Да, кога у ти ни го... џунглата има стиропор. Тоа не е стиропор, тоа е екскремент од еден редок вид на птица. Ми текна преска дека штом ќе се нареди шпајзов тапетов, освен тука и тука, нема да биде многу visible. Ново идзи. Тоа не се објаснува, тоа се прикажува кога ќе биде направено. А ја мислам да почнеме со чистење. Ајде, што да правиме? Ти си хед, шеф, организатор, чистач Јас сум хед шеф организатор чистач. на овој Кога проект сум бил? моментално, сега на Зашто? овој проект. Па така. Не, Да. не, Ти. Што да правам? Мастер, шеф, организатор. Само кажувај ми што да правам и јас само ќе правам се, а ти само кажувај ми. Леле ми ја нема лилјаковата, ми одзеде лилјаковата, бе го раз. А стварно го помина само... Еве ми лилјакова. Ја го обојвова! Леле, какво е кремасто. Ох. Се јаде? Јас се обојв дзид. Се што смееме ние да фарбам? Еј, да, пардон. Леле, розево е, скроз е розево. Инаку тука имам конфети, а конфети пукав пред 3 години точно, кога завршив за прв пат со програмата на Нео Славев 15 кила и пукав конфети тука, во оваа соба. На ова место. На ова место. 3,5 години подоцна, во парното уште има конфети. Внатре. Не требаше да биде ваква нијанса розевата. А иначе според она тапетон, од таму зимавме color picker. Како да одговарам на тоа? Според дувата се. Мојата ќе остане тука. Ја една вечер можам да пребојам све и после само дупла работа за тебе. Ќе дојде Андријана, ќе го фарбате све розево, па ќе дојде го распание, ќе го фарбате зелено. Пинг понг Мора да работа. се седиме нека. Ти што правиш бе?
Паќе четката, не се зелена. Разлика. Кајде те? Не сум бојица. Можеш и големата цевка, Иван. Да, бе, големата цевка. Пред тебе. Еве. Па да, пред тебе. Не, таа зелена. Цевац. Прекизи! Кога искочите ќе истурам од бојава розова во шолја и се потроши. Метам и гледам дека тука има струганици од лилјаковото. Како што метам си влагаат у паркети, пробувам да ги метам и сум као не ги мети, напуни го паркетот да остане малце од лилјаковото со нив. Тоа е меморабилијата уствари. Да. Меморабилија од домот као што бил. Кој го прави ова со факинг двојка четче, видио колку е тенко, као потенко од Малдивиов ног ми е. До кога? Не е готово! Кеќе е готово, е? Не! Кеќе е готово е Турне се одамна. дотроши бојата, не е готово. Кеќе остане за корекции. Може ли плочки бе да ги обоиме? Ова? Ама добро ти кажав, таму ќе направиме сонце и месечи. Таму нека бидат сонце и месечи, на другото да биде вака една плочка розева, друга зелена. Ќе пробам на едно место и ќе ти кажам. Дој да видиш, тука има зелено мацнато. Не можам почора, би сум гадно на терасата, требаше денеска да се изчисти и тоа не го испочитува. Нема што јас да испочитувам. Дај да видиш. Види. Значи тука е капнало розево, сега ќе го обоиме розево, ваму се мацнало зелено, тука зелено, таму зелено, сигурно има нешто друго розево. Ќе направиме, уживај. Не онаму розево. Супер, ќе го обоим сега. Само да пробаме. Никад нема да завршиш. Видиш го. Знаеш на сонце ова колку ќе дојде го? Само не признаваш, додека не ти покажам, морам да ти покажам. Мислам дека нема ни да има доволно боја за сите плочки. Ама не мора за сите да, затоа реков некаде. Правиш што сакаш. Се кажувам стварно, мислам. Што да ти кажам? Што да ти кажам? Што да ти кажам? Го прави, ова е болест. Со ова што ќе правиш? Кое? Ева, стокава. Која стога? Па не знам, еве ти кажи што со тоа. Ти правиш што сакаш со тоа. Добро. Добро, ќе го испијам. Благодариме, домче, за сите убавина и радост што ни ја пружаш. Едва и чекам да се дружиме почесто. Одново да се запознаваме, ново другарче ни е. Ти што не радуваш, се надевам дека денеска ти ја пруживме. Еве тука, колку што паќе камерата толку. Го погаливме, не се галев. Нежно со метлата се галевме. Овие светла не успеавме да ги сетираме, ни треба нов рутер изгледа. Секогаш.